Колку што е стара малешевијата, толку е стар и рецептот за традиционалното малешевско сирење, а беровските сточари љубоморно на мандрите ја чуваат неговата тајна. Сезоната на овогодишното производство на сирење веќе е во полн ек, а мајското сирење највкусно бидејќи ливадите во пролет се најсочни, вели најдобриот производител на сирење во земјава Миле, кој пред неколку години се закитил со првата награда на овчарскиот надпревар на Галичник. Производството на сирење кај него е аманет од прадедо. Пееме во Олорон, таму на Пиренејскиот полуостров, дојдоме до сознание дека треба уште по на големо ниво да се дигне хигиената. Хигиената ја научиме таму, а инаку другите сите работи тие можат да дадат од нас да учат. Од страна на Сдруженијето на овчари од малешевијата, сирењето е брендирано во 2001-та, а истата година на сајмот Еурека во Брисел, овој традиционален производ добил златен медал за квалитет. Горди сме со тоа, меѓутоа сметаме дека неаме помош од досега барем од државата, сами се снаоѓаме и имаме проблеми од нелојалната конкуренција во државата. Како што се промовира македонското вино, да речеме од Кавадаречкиот регион или Повардарскиот, како што се промовира јаболкото, малешевијата треба да промовира беровското сирење, кое е добиено на едно високо хигиенско ниво, на традиционален начин, без хасап систем, со непастеризирано млеко, а со висок квалитет. И морам да кажам од мојата струка, тоа ми, овој регион е слободен од бруцелоза. Годишно во малешевијата се произведуваат околу 20.000 канти со сирење или над 300.000 килограми, но поради неорганизиран пласман, лани останале непродадени 6.000 канти. Овој јуни за прв пат малешевското сирење ќе се најде на сајм во францускиот град на сирењата Ливеро.